Предлог законските решенија, кои во моментов се во првична фаза во собранието, се лоши и ќе влијат на намалување на квалитетот за надзор над службите кои спроведуваат посебни истражни мерки, е заедничкиот заклучок на комисијата во собранието која се занимава со оваа проблематика и експертскиот тим на Европската унија, предводен од Маурицио Варанезе. Тие се согласни дека со ваков текст истите не треба да поминат во собранието. Нелогично е од една страна да градиме капацитети за поквалитетен надзор со едни закони, а со други измени да тој надзор го рушиме. Сметаме дека во ситуација кога граѓаните имат прилично нарушена доверба во овие институции, дека нашите активности, односно активностите на законодавецот треба да бидат во овозможување што е можно поквалитетен надзор со кој ќе се придобие довербата од граѓаните кон овие институции. Експертите сметаат дека Република Македонија доцни во имплементирањето на законите кои што регулираат сферата на надзор над службите за безбедност. Председателот на комисијата Емил Димитриев истакна дека проблематичен бил и огласот за избор на Советот за надзор, кој според него требало да биде поништен и да биде распишан нов, потранспарентен. Тука пред се мисли на доцнењето во формирањето на граѓанскиот совет кој што треба да ги контролира овие институции и се уште значи немаме ангажман на експерти кој што ќе биде во функција на комисијата која што ја водам за контрола над службите. Димитриев денеска уште еднаш се пожали дека председателот на собранието Талат Џафери се уште нема одобрено буџет за ангажирање на експерти кои според нив се неопходни за квалитетна контрола над службите.